сега ќе го видите наскоро во целост мојот гостин, следен гостин, доктор со кој ќе зборуваме на една мощна, интересна велам, затоа што постојат многу факти кои не ги знаевме за слухот, а особено за опасностите или најголемите непријатели за слухот. Како да го превенираме губењето на слухот, ќе дознаеме од примариус доктор Борислав Гогушевски, оториноларинголог во клиниката Аџи Бадем Систина. Добро утро. Добро утро. Ајде за почеток, како функционира слухот? Па, во кратки црти ќе се обидеме да го објасниме тој феномен на слушање, кој што е многу битен за осознавање на целата околина која што не окружува. Всушност, увото се дели на три дела, на надворешно, средно и внатрешно уво. Секој од овие сегменти има своја улога во формирањето на феноменот на звукот. Звучните бранови од надворешната средина доаѓаат преку надворешниот слушен канал, предизвикуваат вибрации на тапанчето, на слушните ковчиња, на течностите во внатрешното уво, во кортиевиот орган во внатрешното уво се анализира тој феномен, се добиваат нервни импулси кои преку слушниот нерв понатаму доаѓаат до центарот за слух, каде што се анализираат и се добива тој феномен. Така. Значи, ретко кој од нас, имаме ние инсерти, некој да ви кажем, всушност анимација една, каде што може дефинитивно да се види како оди сето тоа што ни го зборувавте. Значи, во однос на она така наречени децибели. Тоа е многу интересно, јас читав за бучавата, нели, како што е нормално во однос на бројки тука? Што може да ни кажете? Што е некој звук кој што е, да речам, не инвазивен, не опасен за човековото уво или пак а што е веќе ризик? Па, не ризичен би бил онај секојдневен да кажеме говор кој што е говорна комуникација. Како сега ние. Како сега ние, тоа некаде од 50 до 70 децибели, да речеме, од тој распон се движи. Звукот на моторот, да кажеме, е над 80 децибели. Тоа се уште не е звук кој што предизвикува оштетување. Потоа, да кажеме, јачината на звукот во една сала каде што има машини, може да ги надминува границите 85, 90, 95 децибели, што сега веќе представува проблем во однос на можноста од оштетување на слушниот апарат. Звукот, да кажеме, на експлозијата е веќе над, или оној звук во дискотеките, во преслушање на гласна музика, да кажеме, во секојдневната пракса при одење на свадба, на концерти и така натаму, тоа се јаки звуци над 120 децибели веќе во одредени ситуации, кои што може да доведат до сериозни оштетувања. Потоа, особено кај младата популација, користењето на слушалки при слушање на музика, особено кај оние слушалки кои што се во самиот надворешен слушен канал или така наречени интраканални слушалки, подолготрајна изложеност на таков звук може да доведе до оштетување на слушниот апарат. Така. Да, колку е софистициран тој апарат на слухот, зборува податокот дека физиолошки, значи при преносот на таа звучна енергија, всушност настанува 4-кратно менување на квантумот на енергија кој што, односно на нивото на енергија која што се спроведува. Значи, тргнувајќи од таа звучна енергија, акустична енергија, до само тушно тапанче, потоа имате механичка енергија, вибрирање на тапанчето, на слушните ковчиња, која што понатаму се претвара во хидраулична енергија со преносот во течностите во внатрешното уво и на крај добивање на електрична енергија, односно нервни импулси. Тој е софистициран, значи, апарат кој што од друга страна е мощен, нежен, односно фрагилен и осетлив на разни надворешни распи. Во вистински момент ни го објаснивте токму тоа кога гледавме на анимацијата, односно тој премен, како што рековте и самите, во 4-кратен во однос на енергијата, низиното менување, за да може да се добие звукот. Ова веќе мислам дека е во нервниот систем. Изгледа како кодирање. Така, значи кортиевиот орган во внатрешното уво е практично тој анализатор на дразбите кои што се добиваат од надворешната средина. И оштетување на неговите клетки е причина за различни степени на намалување на слух. Така. Вие спомнавте, значи, гласната музика, професионалната определба, отприлика спомнавте и во колкави децибели се движат таа некоја бучава и звуци со кои сме обкружени и кои, нели, колку е подолготрајно, толку е поризично во однос на времето со кое сме изложени. Но дали
сето тоа влијае во позрелата доба, да доаѓа тоа паѓање на слухот, или пак тоа е едноставно природен процес кој не можеме да го спречиме. Тоа е всушност и нашата цел на ова гостување. Има ли начин да се превени? Всушност, намалувањето на слух е сериозен проблем во светски размери, да речеме, а не само кај нас, особено поради секојдневниот начин на живење, кој што се повеќе ги манифестира овие состојби, кои што во секој случај се непожелни. Колку е битен слухот сам по себе, може да ни објасни една ситуација кога имате дете, например, кое што не слуша, кое што со така наречено вештачко пласирање на вештачко, кога одеднаш го осознава светот околу себе. Так. Значи, тоа е едно блажено чувство, една силна емоција, едно силно доживување на околината околу себе, зашто многу е битно тоа сетило, за да правилно и ја осознаеме секој звук во околината. Значи, овој апарат е толку софистициран што некој толку се потрудил, па објаснил дека дури над 400.000 звуци може да ги анализира. Што е богатство, нели, на звуци во околината. Зошто реков е сериозен проблем? Затоа што на светско ниво правени статистики говорат дека 10 до 15% од светската популација има одреден степен на нарушување на слухот. Што, да речеме, во наши услови преведено би било, значи на нашата популација во Македонија би било некаде 200 до 300.000 луѓе кои имаат одреден проблем со слухот. И тој проблем може да зафати било која старосна возрастна категорија. Почнувајќи од децата, каде што има своји карактеристики, значи тука најчесто поради чести горно-респираторни инфекции, страдање на проблемот со крајници, третиот крајник, Евстахиева туба. Се е тоа еден сплет на етиолошки фактори кои допринесуваат да дојде до намалување на слухот. Постоењето на акутни хронични инфекции со ушите кои што не се третирани. Потоа одредени проблеми врзани со генетска предиспозиција на децата, кои што создаваат предуслов за постоење. Тоа се ризични категории кои што треба да бидат проследени, мониторирани. Потоа со тек на возраста, спомнавме дека кај младите одење во дискотеки, слушање на гласна музика и така натаму. Исто така се фактори кои понатаму доведуваат до услови за оштетување на слухот во повозрастна категорија. Сега тука е тоа некаде пропишано над 60 годишна возраст како создавање на така наречена презбиакузија, значи состојба која што е поврзана со дегенеративни промени на слушниот апарат, кои што се природни, нормални, физиолошки, нели? Доколку не се надоврзуваат некои други од претходните етиолошки фактори, во смисол најчесто на постојање на одредени инфекции на ушите. И тие состојби си имаат своја еволуција, исто како со видот, да речеме, со друго сетило едно, но треба да бидат во најмала рака мониторирани, значи проследени, пред се со одредување на слухот кај тие пациенти и понатаму следени во временски интервали, со цел да се види каква е прогресијата на тие состојби кај овие пациенти. Так. Некаде слушнав, прочитав, може би ми кажал вие или некој ваш колега, не знам, дека кога станува збор за третманот на губењето на слухот, односно веројатно постојат некои начини, ќе ни кажете вие за тоа, но е многу важно да се дејствува на време. А една друга статистика пак вели дека луѓето чекаат и по 10 години по забележувањето на првите симптоми дека не слушаат онака како што слушале можеби. Дали е тоа навистина така? Па има вистина сигурно во тоа. Како што спомнав дека секоја возрастна категорија или возрастна група има своји карактеристики, така и повозрастните пациенти имаат своји карактеристики во однос на намалување на слухот, меѓутоа во голем број на случаи, освен ако не зборуваме за презбиакузијата како природен феномен, постојат голем број на состојби кои што започнуваат во детството, можно е да се провлекуваат во тек на целиот живот, а даваат понатаму реперкусии и во возраст, во староста, нели. Пред се тука се мисли на разните акутни или хронични форми на воспаление на ушите, кои што ненавремено се диагностицирани, ненавремено третирани, што подразбира дека при навремената диагноза секако дека условите за соодветен третман кој што ќе ги намали можностите за
подоцежни оштетување на слухот од потежок карактер, зашто има и тука и градирање на, значи не велиме само пациентот има намален слух, но треба точно да се процени на кое ниво е тоа намалување на слухот, што дава одредени диагностички, но и тераписки варијации во однос на тоа намалување на слух. Да речеме една условно кажано банално заболување, но не е воопшто банално со оглед на последиците што може да ги даде. Банално во смисол на тешката диагностика, поврзана со детската возраст, и да кажеме секреторниот отит. За разлика или секреторното воспаление на средното уво. Што знаете, кој што би било тоа некакво си воспаление каде што има каде што, зголемена секреција, излачување во самото уво? Во самото уво, меѓутоа немате симптоми на класично воспаление на увото. Нема болки, нема болки, што е доминантен знак. И сега тоа условно кажано воспаление, бидејќи ги нема карактеристиките на право воспаление, се провлекува во подолг временски период од прости причини што детето ради својата возраст не може да го осознае проблемот кој што го има, бидејќи има запушеност на увото, намалување на слухот, кој што да се адаптира детето на тоа и практично не обраќа поголемо внимание. Откако ќе се направи преглед, пред се оториноларинголошки преглед со аудиолошки методи на испитување и тимпанометриски, значи тоа се методи за проценка на состојбата на слухот кај еден пациент, дури тогаш се открива ова заболување кое што се опишува и во литературата дека често пати нетретираниот процес таков понатаму ги надоврзува сите дополнителни проблеми врзани за увото, значи хронични процеси од различен тип, потоа сериозни компликации кои што на нив може да се надоврзат епилог на сето тоа е намалување на слухот, нели? Кој што во одреден степен и не може да се третира онака како што би се третирало во првичниот стадиум и веднаш би се елиминирале сите подоцежни проблеми кои што може да бидат поврзани со тоа. Во секој случај во однос на диагностиката битно е да во одредени ризични категории на пациенти, кои што постојат доста такви категории, да речеме тргнувајќи од малите деца, веднаш по раѓањето постои одредена ризична група на деца родени со мала телесна тежина, да речеме, или недоносени дечиња кои што поминале низ самиот так на раѓање бил отежнат од различни причини. Се тоа ризични категории. Потоа спомнавме оние кои што работат во фабрики, во зголемена бучава, се тоа пак ризични категории на луѓе, да речеме пациенти, нели се одека не се докаже. Докторе, знаете колку пати овде фонија се случила во студиото и ни буквално како да не ги шмиргла душите, така да и ние сме ризична категорија. Така, зависи колку долго сте изложени на тоа. Значи звук, спомнавме во однос на децибелите. 85 децибели е некоја граница, да речеме, но така помеѓу тој пријатен, да го речеме, звук кој што не штети и еден појак звук од 95 децибели до 120-130 децибели, кој веќе, колку е појак, шансите да предизвика намалување на слухот се поголеми. Така. Меѓутоа, треба да се прави исто така разлика во однос на времетрањето на изложеноста на тој звук. Разбирате? Ова е 85 децибели, да рече, да, ова е моментално, не е ништо страшно. Но звук од 85 децибели, например, ако трае 8 до 10 часа, ако сте континуирано изложени, ствара големи услови да дојде до штетување на слушниот апарат. Така, тука советувате некаква заштита во ушите или? Значи, има, оно што ние го советуваме едната страна, има и дури законски регулирани некои состојби кои што треба практично да го овозможат, заштитата на лицата кои што се изложени, било најчесто професионално на такви услови кои што стварат потенцијална опасност од оштетување на слухот. Сега да не ги цитирам законите кои се, нели, но во секој случај законодавецот го предвидел тоа. Значи, конкретно за професионалната заштита, предвидено е, например, многу точки се предвидени, например, набавка на машини кои што не прават големи звуци. Така. Или помали звуци во однос на, бидејќи се тоа работници кои работат континуирано во таква средина. Да речеме една не мора да е друга фабрика за шиење на текстилен материјал, текстилна индустрија. Тоа е континуирана бука. Бука. Да. Се предвидено е, например, да се прават паузи во одредени временски интервали.
кога, значи, тој период на подолго делување на тој звук се скратува и се на некој начин и одмара самиот слушен апарат кај тие работници. Потоа користење на заштитни средства, слушалки, антифони и така натаму, кај сите оние кои што се изложени на такви услови, така да постои една серија на мерки предвидени, по мене дури се преобемни, побитно е да се дури пократки, но да се придржуваат на работодавачите најчесто на тие мерки. Ништо, докторе, нема закон кој што ќе го спаси гостинот на свадба да не го седнат до звучник? Не дај Боже да ношико да седнете. Така, таков закон нема. Но дефинитивно јас сум посведочила на таков случај да дојде до сериозно воспаление, па чувство на вода во ушите и така натаму. И бучење во ушите. Да, само од седење на свадба покрај звучник. Тоа, ете, еден совет да не го правите. За крај, докторе, кои се можностите за третман на губењето на слухот? Помладо, подоцнежна возраст? Па тргнувајќи од навремен третман во однос на сите инфекции на ушите. Избегнување на сите фактори на ризик. Постојат лекарства кои што се ототоксични, значи имаат токсично дејство на слушниот апарат. Избегнување на такви лекарства, освен во ситуации кај што немате избор, нели? Кога се некои витални состојби кај што немате избор во однос на терапијата. Потоа третман, значи во повозрастната категорија да се практикува одржување на одредена физичка активност поради одржување на целокупната состојба на самиот организам, на виталноста, на добрата прокрвеност на ткивата, вклучувајќи и уото, и слушниот апарат во уото. Една од можностите на третман е секако користење на слушни амплификатори или слушни апаратчиња, така наречени, кои што имаат неколку битни фактори при нивното аплицирање, а тоа е аудиолошкиот аспект, значи проценка на слухот кај пациентот, потоа одредување на неговата способност за говорна комуникација и што би очекувале од аплицирањето на таков еден слушен апарат, и секако од мотивацијските карактеристики, односно колку е спремен тој, зависи од неговите животни навики, нели, и колку е спремен да ја прифати, да го прифати користењето на самиот слушен апарат. Има пациенти кои што, например, користат апарат, меѓутоа немаат навика да го користат постојано тој апарат. Има и такви кои се срамат од употреба. Има различни, причини што не го користат апаратот кој што исто така треба да биде адаптиран на неговото ниво на самиот пациент, значи. Тоа се штилува, да, се адаптира точно и тоа е суштината. Значи може да го имате најскапиот, а да не ви одговара. Најбитно е да тој биде адаптиран на самиот пациент. Имам многу малку време, а со тоа и ќе ве замолам кратко на две блиц прашања. Дилема која што постојано ја имаме во однос на одржувањето на хигиената на ушите, односно дали чепкалките за уши треба да ги користиме и со колку често, значи што советувате. И од друга страна, дали ронењето под вода представува некаков ризик за слухот, бидејќи се јавува болка. Да. Користењето односно начинот на тоалета на ушите е дискутабилен секогаш, она што јас го практикувам, кратко ќе ви одговорам. Мислам, го советувам, а и го практикувам. Се разбира, најдобро е тоа да го советувате што го правите и вие. Значи, таа ушна маза може да го започне на дорешниот слушен канал и од тие причини треба да се прави одредена тоалета. Најпрактичен совет би бил да после капење се прави тоа. Највнимателно, вообичаено на влезот во самиот надворешен слушен канал, не премногу длабоко внатре, бидејќи може да дојде до оштетување на самиот канал и тапанчето, што се случувало во секојдневната пракса, и еднаш неделно би било препораката, не повеќе од тоа, зашто треба да има и период во кој што се продуцира таа ушна маса, за да може да се прави тоалета. Се користат разноразни капки, стојат исто така на располагање, кои што општото масни капки од различен тип и различно потекло, што треба да го најомекне таа ушна маст и да полесно се исчисти од самиот канал. Тоа што можеме сами да го правиме во домашни услови, меѓутоа кај децата треба да се биде повнимателен, затоа што тие стапчиња се премногу големи во однос на големината на надворешниот слушен канал, па што повнимателно тоа треба да се прави, не длабоко, за да не се внесе што длабоко таа ушна маст, па да биде проблем самата тоалета понатаму страна на лекарот. Што се однесува до гњурењето,
Тука имате промена на притисокот, нели, при гњурењето во водата, нешто слично што уште може би поизразено е кога се качувате на планина, па ви се јавува притисок во ушите. Тоа е од причина што евстахиевата туба треба да го изедначи тој притисок, тоа е она мало цевче кој го поврзува средното уво со сводот на ждрелото. И при таква состојба, кога таа се уште не го изедначила притисокот, чувствуваме болка. Уште поизразено е тоа при летање со авион. Да, тоа е страшна болка, јас ќе признам дека сум ја почувствувала. Толку интензивна таа болка, особено при полетување и слетување на авионот, кога имате нагла промена во притисокот на надворешната средина. Тогаш тубата се труди уште повеќе, таа евстахиева туба да го изедначи тој притисок, но поради краткото време чувствувате краткотрајна болка и во еден момент само се чувствува еден звук во увото, како ситно подскетање, тоа е моментот кога тубата се отвара и кога се изначува тој притисок, кога и тој притисок, често пати и болен притисок во ушите предизвикува. Порано ни велеа да отвораме устата, дали е тоа начин да се спречи, односно да се изедначи тој притисок. Така, уште подобро е користење на мастика, бомбона, џвакање, активирање на тубата е во тој момент поголемо и така да побрзо да станува тој изедначување, што го олеснува тој симптом. Често пати причината за намален слух може да биде и банално, да речеме. Да. Значи ушна маства на дорешниот слушен канал. Што некогаш, ја рековте 10 години тој период, некогаш пациентите со месеци го толерираат таа една банална причина која што само со чистење на таа ушна маст добиваат. Дури имало, да кажеме, од праксата ви кажам пример, ситуација кога пациент, повозрастен пациент, користи слушен апарат и вика не слушам докторе. Доаѓа, правиме тоалета на ушите, вика слушам, сега е прашање дали ќе го користам слушниот апарат. Добар, да, од праксата, тоа се најдобрите совети, нели, затоа сте тука, ви благодарам, а ете нека биде тоа совет за повозрастните, може би и кај нив е токму таков некој банален проблем, да поидат на лекар. Ви благодарам за сите корисни совети. Благодарам.